Средните училишта каде останаа слободни места денес ке вршат прием на документи за упис на нови средношколци. Резултатите од запишувањето ќе се објават на 6 јули. Слободни места за второто пријавување во јунскиот уписен рок има за речиси 25.000 ученици. Од нив повеќе од 6.000 се во гимназиско образование, а над 18.000 за стручно и 106 за спортска гимназија. Во првото пријавување во средно се запишаа 11.205 ученици, а се пријавиле 17.179 кандидати. Девето оделение пак во учебната 2016-2017 завршија 20.712 ученици, дупло повеќе од запишаните, иако средното е задолжително веќе 9 години. Во дел од атрактивните гимназии, медицински и стручни училишта, како што информира од Министерството за образование и наука, уписот е завршен уште во првото пријавување. Нема место за нови ученици во Јосип Броз Тито во Битола. Уписот е завршен и за економско, правна и трговска струка во Јане Сандански во Битола. Квотата за упис, како што информира од Министерството за образование, се проширува во двете скопски гимназии. Оние што нема да се запишат ќе имаат уште една шанса на 24 август, а училиштата кои во двата рока нема да ги пополнат местата, ќе запишуваат ученици до 31 август. Средношколците нема да ја почнат новата учебна година според програмите на Кембридж, како што беше најавено лани, туку ќе учат според старата програма. Владата на седница одлучи да биде одложена имплементацијата на програмата Кембридж, односно наставните планови и програми за прва година во средните училишта. Оваа одлука беше очекувана со оглед на изјавите на министриката за образование и наука Рената Дескоска, која најави ревизија и на Кембридж програмата во основното образование. Дали ќе се менува програмата за основно образование или целосно ќе се укине новиот Кембридж модел, треба да покаже ревизијата на наставните програми и на учебниците. Откако новата влада на 1 јуни го укина, Уставниот суд денеска ја оценува уставноста на екстерното тестирање. На страната на Уставен суд како прва точка стои разгледување на правилник за начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерното проверување, начинот на проверување на тестовите од страна на училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот од екстерното проверување во средните училишта, донесен од министерот за образование и наука на 22 април 2013 година, во целина и посебно член 17. Инаку иницијативата беше поднесена од професорскиот пленум, кои упатуваа на голем број недостатоци во екстерното тестирање.